Па, драги гледачи, за жал или за среќа, зависи за кој како, јас морам да ви посакам добре дојде во последната епизода од оваа трета сезона на Лабаво. Сега нема да е последна сезона во никој случај, значи допрва имаме работи за прајање, за промовирање македонски музики колку сакаш и стари и нови. Арно, ама сезоната некојаш мора да заврши, така мора некојаш и ние да одмориме. И мислам дека сега е правилното време, пошто сега пукат жештините, спарно е, значи хаос невиден. И како за последна епизода требаше да имаме поке гости, требаше да дојде, не знам, Миле Кузмановски требаше да дојде, Арно, ама не знам, се случи некој невреме таму и ништо не би на работата. После тоа требаше да дојде и уште една колешка наша млада, Арно, ама па неа колата му се расипа ко забеле и ништо не видно од работата, останав сам. Ама не и се, беритјат. И то требаше некој да се направи. Сега го ви обеќав дека ќе правам вакви емисии, ќе промовирам нешто од моите постари песни што не сум успел да го промовирам, да ви ги представам одново во ново руво, да не речам вака лабаво акустично. Така што ќе се подружиме со мене и се надевам дека ќе успеам да ви го направам ова неделно попладне лабаво. Па здравие Боже, после ова епизода па скроз ќе ве олабам, ќе ве оставам да си уживате, нема ве малтретирам со ништо, ни со гости, ни сам, ни никако. И после таму, од кога ќе се одмориме сите комплет, ќе си почнеме одново со нови сили во нови победи. Сега друго правам овој муавет, пошто реков мои песни ќе промовирам, ми текна една песна, што се вика Знам. Не знам зашто ми текна, ама знам се вика песната. И за што се работи ќе ви кажи текстот сам, пошто, не знам, така е направен, мислам дека опишва доволно добро како сум се чувствувал на моментот, сада ме отепаш, не знам да ти кажам зошто точно е напишана песната, ама сигурно имало некоја причина. Јас без причина песни не пишам, значи сигурно имало нешто што се случило или поќе нешто што се случиле, што ме направиле да напишам некој ваков текст. Кога било, кој било, како било, врска нем се да мотепаш, не знам, и тоа уствари убајната на музиката, што како издувен вентил музиката е за мерак, онака ќе излези од тебе нешто, ќе си го изречиш, ќе си го испееш, ќе го напишиш и после тоа брат можеш комотно го забориш, значи комплетно можеш да го забориш. Некои работи можеш нема ги забориш, ама поголемиот дел да. Така што сега ќе маниме Знам, па вие ќе ми кажете дали чини, дали не чини, уба е, не е уба, ама знаеш имаше нешто, немаше ова, она, и дали да направиме малце во по-нова верзија, пошто сите тие ми се праени некогаш и негде ќе те сретнам пак, некогаш таму. Така што сега ќе мани, само да ми текне од кој тоналитет беше. Уствари шо, ако не ти текнува амолба, да и тераш. Од амол ќе пробаме. Има луѓе што влегуваат во гради како стрела, исто така брзо ќе ги снема. Штом ги снема од тебе ја зема душата цела, се распарчено на два дела. И нема почит, нема чувства, нема срам, ладни како Магнум 44 бам. Демони, а глумат ангели за грам, извинете, но веќе не кјутам. Да јас сум оној што ви дава чиста душа, ги трпи сите, стално седи и ве слуша. Ви дава малку храброст, ви дава малку совет, ве вади од сите кога ќе ви треба човек. Да јас сум оној присутен во добро и во зло, да јас сум човекот на кој се му се десило. Иако секогаш сум предаден од чисто зло, јас сепак нема да ве оставам на цедило. За возврат нема ниту фала, нити барам, алергичен на драма queens, не ќам да се карам. И се јасно знам дека се работи за пара, но се врти, се враќа е изрека стара. Оној што глуми трезен стално изрека си бара, оној што глуми ангел стално пропаѓа во бара. Додека глуми живот убаво изгледа од страна, но што кога представата ќе стане монодрама. Без срам, без срам, без срам, сите лажат, знам срам. Без срам, без срам, сите лажат, знам срам. Без срам, без срам, сите лажат, знам срам. Без срам, без срам. Кажав кога сакам искрено од душа, ке имаше и кога истурано и во суша, но веројатно крушата си паѓа пак под круша. Не се прави наудрена, знам дека ме слушаш, знам дека те јади не седна да разговараш, знам дека со сите после мене ке се караш, знам дека те боли и знам дека ке вараш, знам дека во секој еден мене ке ме бараш, но тоа што го бараш никогаш нема да го најдеш, го имаше за стално до изгреј сонце
срцено зајде, длабоко во тебе, уште тлее надеж, на љубаво ти посакувам, знаеш дека се лажеш, знаеш дека е доцна сега што и да ми кажеш, знаеш дека сгреши и не требаше да лажеш, знаеш дека после делото џабе се каеш, но кармата е сега и тоа го знаеш, ако то шо не те убива те прави мокен, те молам немој да си трошиш куршумите поке, сум водел многу војни со години дење ноќе, како зомби имун сум и насмеан ко џокер, волк ко џок, кокер со лузни и дебел врат, лет на високо те молам слези од мојот спрат, за овде горе конзум на искреност и чест, твоето место е долу во гужвата пред влез, без срам, без срам, без срам, сите лажат, знам, срам, без срам, без срам, сите лажат, знам, без срам, без срам, сите лажат, знам, срам, без срам, без срам, сите лажат, знам. Така, му го реков, бе, брат, чо не е така? Кој стигна излажа, кај стигна. Чи стварно смисла нема ова. И веројатно ми прекипело мене, пошто знај да ми прекипи многу пати. И јас ако не го речем, кој ќе го речи? Нема, брат, тоа е, луѓето гледат многу политички коректни да видат. И уште не ми текнува зашто точно е песната напишана, ама битно напишана е таа. Битно си стои, нека стои, нека кисни тука. Не е битно шо како, зашто детали, не мора. Стално нешто ме инспирира од некаде, са некој случаи ги памтиш ме свеш, не можеш да забореш, ама погето, неш како, кој ги праша на крајот на денот. И така, ова е една од тие песни што имаше спот уствари, и знаеш уште појако, спото е сниман тука со мој луѓе и сниман е во Брезово и во црквата и на гробишта во Брезово. И малце мрачене, не знам, така сум бил расположен очигледно. Луѓето го снимав таму во Брезово си кај шо му текна сега. И го снимив спото и тој период ми пуштаа многу песни на Балканика и на други некои онакви. До овај спот го пуштив овај спот, пошто ми бараа стално кога имаш нешто ново пушти. И гледам дека не го пуштат, му го пуштам и ми викат, бе, брат, многу мрачен спото, знаеш, нема смисла. Си викам, сумо, види мајката, па дај, вика нешто лето, ова, она, забава да правиме, за тоа е музиката, ова мрачното е, брат, така се осеќам во моментот, ај забава да си правам, ако сум изнервирано ти лажат луѓето. Шо муа, бе, демек летен хит, како што знат да речат, ќе направиме летен хит и за мора и јас да правам. Не мора, брат, ако му се слуша, арно, ако не е здравие. Ако сакат да пуштат арно, ако не, кој ги праша, така. За убозарно нека е. Са следна песна што ми текна, не знам оти вакви ми да денес, ама дури свирев ова ми текна на една песна, што исто така не доби официјален видеозапис, има некој видевце таму што окладов, ама видеото е од патувањата што ги направив последно низ Европа турнеиче, едно што имав направено, технички ги снимав, сакав влог да правам, тоаш почнував со нешто со снимање со влогови со глупости. Арно, ама некако нема време да ги монтирам, да ги средвам, да ги прам. И си реков, ако ништо друго, дај да искористам снимките барем за некој од песните, така му се падна на ова песна. И окей се поклопи, не дека не, ама така некако бавна е песната, исто се збора, не ми е до песна се вика и така е малце, пошто периодот тој беше музички малце тивок, малце никој ништо не праеше, никој ништо не промовираше, немаше вистинска телевизија да промовира вака музики песни. И така беше малце чуден период за музиката, а пред короната беше и ова, па тек со короната што се деси. И некако така ми дојде песната да напишем, а и најмногу заради тоа што обично кога си пејач луѓето замислуваат дека тебе стално ти се пее, дека ти мораш стално да пееш. А тебе не ти е стално до песна, така са. Не можеш, не значи дека ако си сликар дека секогаш ќе сакаш да нацрташ нешто негде или шо и да е. Така и на пеачите. Се додуше има пеачи што се изгорени и невикнати што пеат, што се изгорени додат да пеат негде. Ама јас, фала Богу, не сум еден од нив и многу пати не ми е до песна и затоа бидна песната. И мислам дека сега ќе свириме, ако ми текне исто така од кој тоналитет беше, мислам дека беше Емол, ќе пробаме. И тоа е, па ќе кажувате после, пошто таа е малце бавничка, беше со клавир направена, на крајот тек влегва ритамот и влегва убо, ама ќе кажете вие дали да ја правиме натаму или да не ја правиме. Можи? Ајде, батина.
Да, се уште 21 веки, но никој не збора за музика веќе, како да владее некаква фобија. Ке најдам ли зрак за патот низ мраков да ви го пробијам? Нема веќе ни емоции, нема грижа, сите гледаат се, намерно мижат, глумат, ладно крвност, ладни во време мрачно, наместо со љубов, тие се покриваат со платно, велат љубовта боли, љубовта гори, во исто време рекламираат лик и тело на сори, ако сум искрен, ако сметаш дека грешам, се грижам, затоа болам, не сум тука да ве тешам, тука сум да кажам свој став, крив или прав, за да те погледнам во очи и ти кажам, тука сум брат да те гушнам, да знаеш дека не си сам, сама разбирам се, ќе помине и оваа драма. Кога животот ми дава 10 теста, тогаш кога најмногу ме боли, се смејам, но не ми е до песна. Мене не ми е до песна, Кога мислиш работата ми е лесна, мислиш дека морам да ти пеам, извини, но не ми е до песна. Денес не ми е до песна, Ај, како да ми биде, денес побитно е да си онлайн од надвор, да бидеш виден, се е тоа супер, ама нема вредност. Ти добиваш внимание, но фейк, не добиваш предност. Денес е време на врховни суди и сите знаат се, коментираат безмилосно по мрежите. Овој бил ваков, оној онаков и не го сваќам, пее или рапува, знае ли што сака? Ви вака. Од кога постои светот и векот, во текот на уметностите изразот никогаш немал вето, изборот е на поетот, дали стих или слика или чкрипење на стол. Ке кажи се што ми е свето, имам лице за да излезам пред светот, храброст да се отворам ко стихотворба на дете од трето, да ви постелам емоции за подсмев, да ви дадам лажичка за јадење, за висок дострел сркај, кажи дека не сум убав, кажи дека косата ми паѓа и дека носот ми е грбав, кажи дека се што правам звучи катастрофа, знам дека море слободно изеди цела кофа, ако тоа ти носи насмевка и мир во душа, јас би радо да седнам и да те слушам, ќе издржам се, ќе ви се насмевнам и пак ќе ве сакам и вие позади слика бидете така. Кога животот ми дава 10 теста, тогаш кога најмногу ме боли, се смејам, но не ми е до песна. Денес не ми е до песна, Кога мислиш работата ми е лесна, мислиш дека морам да ти пеам, извини, но не ми е до песна. Денес не ми е до песна, Денес не ми е до песна. Денес не ми е до песна, Ете, таја не ми е до песна, таја е. Знаеш, имам, може да направив малце поќе застанување на ова, ама некако, кога ќе снимаше поинаку, знаеш, можеш да и кажеш, можеш да преснимиш, да нацнимиш кога ќе е во живо, ако немаш некој, како што имат раперите, нели, луѓе што добацки, што ги викат Скопјани, да дофрлат нешто цело време, да ти кажат некој стих, нити Еминем ќе може да си кажи песните, нити 50, нити Баста, нити никој, значи мора да имаш некој кај што ти ќе земиш воздух. Јарно, ама вака кога сме акустично, лабаво, на крајот на денот никој ни те прашва, нити ти кажва, нити ти е гајле кај сакаш ќе си застанеш, што сакаш ќе си направиш, и тоа е убајната на лабавото, бе брат. Значи што сакаш можеш да правиш. И затоа и си го сакам, и затоа сакам да продолжам да го имам овој формат понатаму, да ги промовираме песните. Има многу македонски песни, не само моите, фала Богу, има еден тон, преува и стари и нови песни и секакви. Така што дефинитивно ќе продолжиме да го работиме овој формат. Само може да ќе сменам бојата на овие позади, ќе видиме, не знам, ќе размислам. Сега, следна песна што ќе ја направиме, што исто така не знам од кај ми текна, е една песна што ја пеев на Скопски фестивал 2015 година. Тогаш мислам дека IQ ги одбра на Скопски фестивал за да одат на Евровизија. И јас мислев дека ваква песна треба да пуштам на Евровизија, не знам зошто, ама така се осеќа во моментот. И уствари замислата ми беше многу уба, само што тогаш уште мислев дека на Евровизија се оди за да се пеи, а не се оди за да се прави шоу, знаеш. Макар што
не знам, мислам дека ќе звучеше многу поинаку песната беше таму. И плюс ова песна имаше англиска верзија, што беше, мислам, првично беше англиска напишана. Ја направив на македонски за Скопски фестивал, за да може приказната да оди понатам скрос некако ми се поклопваше мене во глата. Арно, ама очигледно само мене ми се поклопваше во глата. И ми е жал што не успеав да испромовирам песната, тоа што ја кладов на YouTube снимката што беше, па ја тргаја од МТВ, па ја враќав јас некако држ, не да ти реков ми рече, па направив лирикс видео, мислам не е ни видео, тоа беше слика, клаваш и лирикс некои глупости, па мрднувам јас на среде видео негде кај што е солото на Владче таму. Ама тоа ја има на YouTube како во живо настап заедно со Владче гитаристот, тој го свири солото, ја има и како лирикс верзија, а сега ја направиме акустична верзија, пошто мислам дека поарно вака ќе легни можда, не знам. Вие ќе ми кажите и ќе кажете дали чини, не чини, дали да правиме, дали да не ја правиме, можда англиската верзија да снимам сега од нигде никаде со англиско да му влезам. Имам англиски песни доста за спремање, ама ќе биде и то некој ден. Да, маније песната се вика Прости ми иначе. Ја клавам обично на прочка да ме проштевајте. И сега ќе ја маниме акустична верзија. Само што не знам ите од кај беше, од Емол ќе се пробаме, ако сгрешам, нека изгорам. Времето тече, но не поминува, таа болка што гради ве ги раскинува, а мислев дека можам, знам, да се опуштам, да уживам, да правам се што посакам, но сме на тек приказната, сега сум сам и покрај сите други ништо не чувствувам. Празна ми е душава, кога би можел да те вратам пак, би сторил се да не те повредам. Но јас сум само уште еден човек млад, несовршено дам по својот пат, кој пон со грешки и со неправда силно удира. Но знај дека и покрај сите препреки, ни сите борби и зидови, во срцево си само ти, за се те молам прости ми. Oh no, 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 no. Би дал баш се, за да бидеш пак покрај мене. На овој свет нема човек што е безгрешен. Сум пробал се, но не верував колку моќна е љубовта. Се ќе беше убаво некој да го isвири солото, не јас да се придеравам, и сигурно беше повисока песната, пошто не ми дојде многу мачно. Таму се дупнав од дерење. Ама нема врска, таа е прости ми и проштевајте ако малце ви ја направив потмурна ова епизода, ама не знам оти тие песни ми текнаа. Како ги да е, мислам, убаво е да си промовира човек се што има, па макар и било малце потмурно. И ова не се сеќавам ни зошто е пишано, ни како е пишано, може да било чувство унапред, може да било чувство уназад, поема немам сега да мотепаш, нема ми текни. А и мислам дека доста е ко за последна епизода, топило се напрев, што значи време да го клајме овој крајот на ова сезоната. И морам како за крај да ви се заблагодарам на сите за вашето присуство, за тоа што не гледате, што не пратите и на телевизија, и на YouTube, и на Instagram, и сегде, буквално тиктоци, миктоци, сегде. Фала ви што сте тука, фала ви што ми давате енергија да го прам ова што го прам. Фала му и на сите гости што ми биле досега. Не знам дали си имам на гостите за благодарено вака, така што еве сега ми текна благодарности до сите гости што ми биле и што ќе ми идат понатаму и што ја споделват музиката што ја прат и што сакат, што имат мерак да го направат тоа во живо.
и да промовираме и да си лабавиме и да правиме музиката во она форма во која треба да биде праена, не само дигитално. И благодарности до тие гости што ми немат дојдено, што планират да ми дојдат, а и до тие што не планират да ми дојдат, и до тие што имат зафркнато благодарности, пошто знаеш како, секој е лошо и зарно. Еве, ако не се случија работите што се случија со гостите што требаше да дојдат, немаше да имаме ова епизода. Така можда некојаш ќе ја направив, ама веројатно немаше да биде оваков формат. Така што фала ви за вниманието, фала му на сите гости, фала ви на сите гледачи. Се надевам дека и понатаму ќе продолжите да не гледате и се надевам дека ќе си продолжиме да си лабавиме уште долго понатаму во животот. Фала ви, имајте убаво лето, убав ден, убаво све, значи комплет. Ве поштовам што би рекле во Битола. И тоа е тоа, толку третата сезона, се гледаме во четвртата. Поздрав и имајте убав ден.